Падот од 5,4% за македонската економија годинава како што предупредува ММФ е очекуван, но тешко дека ќе биде и конечен, предупредуваат експертите. Дел од нив се песимисти, посебно ако и натаму проложи стагнирањето на приватниот сектор. Универзитетскиот професор Зоран Ивановски смета дека ваквата лоша проекција главно е резултат на слабиот третман на државата кон стопанството. Мораме да истакнеме дека тоа станува збор сепак за проекции, ќе видиме крајот на годината какви ќе бидат стапките. Меѓутоа, посуштествено да се размислува како да се надмине овој проблем, а јасно е дека ММФ ја ревидираше надолно проекцијата за пат на бруто домашниот производ. Проекцијата на ММФ е полоша од онаа на владата, која очекува годинава да бидеме во минус од околу 4,4%. Надежите дека наредната година би следело закрепнување не буди оптимизам и кај експертите. Треба да се подразмисли за предлог мерки како да се мотивираат домашните инвестиции да се ангажираат во овој момент. Сметам дека не е доволна само јавната потрошувачка. Дополнително што депримира и слабата состојба во регионот, каде исто така има и сериозни проблеми. Од тука според експертите е потребна голема будност, но и ефикасна активност. Не само за Република Македонија, туку и за сите земји од регионот на Западен Балкан. Можам да кажам дека тука сме некаде во средината, меѓутоа простор за оптимизам нема се уште. Во кризата досега само во Македонија над 40.000 луѓе останаа без работа. Светските рейтинг агенции предвидуваат дека бројот на отпуштени работници ќе расте, а сиромашните ќе станат уште посиромашни. Затоа бараат државите да помогнат во своите фискални политики да издействуваат работните места да се задржат. Кај нас дополнителен проблем е инфлацијата, која наспроти првичните проекции сепак ќе ни се случи годинава. И според проекциите на Народната банка, таа ќе изнесува 0,9% годинава.